Добро утро за тебе, Четкар. Драго ми е што те гледам и слушам барем во вакво издание со оглед на состојбата. Во подобри времиња секако се гледаме во живо во Алфа телевизија. Веднаш ќе те прашам како си со оглед на тоа што во овие тешки денови ти се најде во едно од најпогодените места во светот кога се работи за коронавирусот. Како си? Дали има страв кај тебе? Како ги минуваш деновиве? Добро утро, Александра. Се надевам дека си добра. Голем поздрав до тебе, до целиот тим на Алфа телевизија и до сите гледачи кои моментално не гледаат. Се надевам дека сте здрави како дрен, безбедни и дека позитивната мисла и оптимизмот кај вас победуваат. Фала што се сетивте на мене. Ќе ги читам и одговарам прашањата истовремено. Се надевам дека тоа е окей. Добар сум, фала му на Господ. Ете, судбина, испадна да сум токму во Менхетен за време на оваа пандемија. Тука сум сам, во градот кој е најголемото жариште на вирусот, само тука има повеќе случаи неголи во цела Кина. Па се трудам духот да ме исполни со позитивна мисла, да сум, да кажам, физички активен, да се занимавам со музика, да слушам нешто што ме релаксира, да читам нешто што ме релаксира. Ево, моментално, нон-стоп има вакви сирени. Ќе ги слушате веројатно повторно. Јас, нормално, ситуацијата е тензична, од аспект на многу заболени, многу смртни случаи, самите улици се празни, има само амбулантни коли, сирени, противпожарни екипи, полиција, и тоа допринесува да се чувствуваш како дека си во некој филм, трилер, мистерија, хорор. Продавниците се исто полупразни, меѓутоа има дисциплина кај луѓето, се на социјална дистанца и внимаваат. Јас лично не излегувам многу често, излегувам само кога треба да пазарам храна, основни продукти за хигиена, и тогаш имам еден шал, околу мене си го врзвам устата, носот, не користам маски, шалот би требало да е доволен. Меѓутоа, и сите тие други работи ги препорачуваат, нормално ги правам, и некои работи не се во наша контрола, а во наша контрола се само нашите акции, и тука треба да сме дисциплинирани, да внимаваме и да се надеваме на најдобро. И улиците, спомнав, се празни, градот кој никогаш не спие, сега наликува како да е во длабок сон, нема никакви културни збиднувања, нормално се е затворено. Сите чекаат само да поминува, да се вратат на старото темпо на живот, се надеваат што побрзо. Луѓето, ако не беа пред неколку недели, да кажам, толку сериозни, не го сваќаат сериозно, сега го сваќаат и како. Снели се сеќавам сите кога гледавме Кина како прави болници преку вечер, како да не очекувавме дека токму и тоа, и полошо ќе ни се случи нас, за жал. Се трудам денот да ми е шо поорганизиран, колку што е возможно во овие услови. Нормално, чим станам, прва работа е кафенце, ќе се слушнам со блиските, така да се чувствуваш како дека не си сам. После тоа спорт, физичка активност, обавезно, гитара, работа на некои нови композиции, разни идеи, музички, и ќе прочитам нешто, ќе слушам музика, претежно класика, денови доста ме релаксират, а многу е битно да сме релаксирани. И чим овој кошмар, ова ног не мора заврши, немам нешто конкретно што би сакал одма да го направам. Само сакам да го почувствувам старото темпо, старата динамика на мојот живот. Да можам да се излезам слободно, да дишам слободно по улиците. Едноставно да не се мислиш дека ако се гушни со некој или ракуваш дека крај на светот, тоа некако да го заборавиме. Нормално ќе биде долго време, ќе сме предпазливи, некои велат дека долго време нема да можеме да се вратиме на стариот начин на живот. Меѓутоа, сите тие едноставни моменти кои порано сме ги имале, социјални дружења, пијачка со пријателите, дури сега ќе научиме да ги цениме, дека сме ги земале здраво за готово. Така да се радувам уште сега дури на тие едноставни работи. И подготвувам, нови идеи, нова музика, бидејќи ова ситуација не ме афектира креативно, тоа можам да се го работам, ме афектира од аспект на ангажмани, од турнеи, од настапи и други проекти кои мораше да се откажат, како за мене, така и за повеќето луѓе на планетата. Нели сите сме во ова заедно. Порака немам посебно до музичарите, имам порака до сите луѓе, бидејќи сите го делиме овај проблем, да кажам, на сличен начин. Најбитно е тој вишок на енергија кој ни остануваат во текот на денот, бидејќи сега сме претежно дома.
не трошиме многу енергија, имаме повеќе во нас и слушаме, читаме вести, читаме разни работи и сето тоа мораме некако да го потрошиме. Најбитно да се потроши дали, како што споменав, со физичка активност, дали со сработани со станот, со готвење, со пење на некоја песна, да најдеме начин креативно да го потрошиме тој вишок и никако да не го истуриме врз некого, бидејќи тоа е тој домино ефект кој е многу лош, кој не смееме да го дозволиме. Нели, нема да го дозволиме затоа што сме сите на некој начин интелигентни слушателства, можеме да си контролираме своите постапки и ќе сватиме дека тоа е за доброто наше, за доброто на сите. Да сме шо попозитивни, иако е клише, единствениот начин е да се помине шо побезболно овој карантин и шо побрзо да се вратиме на стариот начин на живот. Така да, тоа е се што мислам дека би сакал да го кажам, би сакал да ве поздравам од се срце, да се сакате, да се сакаме, да се помагаме и да се ги цениме тие едноставни работи, како што спомнав претходно, дека тие се правото богатство. Не се правото богатство, ниту парите, ниту славата, ниту престижот, туку овие едноставни работи, како ги спомнав, таа хуманост, тој социјален, да кажам, фактор во нашите животи, кој сега толку многу ни фали на сите. Ве сакам и посакувам прекрасен ден. Пријатно. Владимир Четкар, директно од Њујорк, ти благодарам за одстапеното време и простор, за ова ексклузивно интервју за Алфа телевизија. Ти благодарам и за целата таа позитивна енергија што ни ја пренесе на брановите на нашата телевизија. Ние овде со нетрпение го очекуваме твојот нов настап, да закажеш еден голем концерт тука во Македонија и да уживаме во твојата музика во живо. Ти посакувам добро здравје, чувај се.